Благодарам, колега Ковачовски. Почитувани граѓани, колеги пратеници, почитувана заменичке на министерот за финансии, би сакала јас денес да се вклучам во општата расправа околу предлог буџетот за 2018 година. Тоа представува еден многу значаен документ кој што ги предвидува начините на како ќе се полни државната каса, меѓутоа и начинот како народните пари кои што се собрани во таа државна каса ќе бидат потрошени. Буџетот фактички представува доказ како актуелната власт планира да ја практицира власта во идната година, односно дали, согласно нашите ветувања, согласно владината програма, ќе го исполни она што беше ветување кон граѓаните, дека секој денар ќе биде плански, наменски трошен и ќе биде посветен на оние за кого е наменет, односно ќе биде потрошен за задоволување на интересите на граѓаните. Затоа што при проектирањето на буџетот основната цел е да се овозможи функционирање на домашната економија, нејзино зацврснување, меѓутоа подобрување на животот на сите граѓани на територијата на државата, водејќи при тоа сметка за задоволување на нивните основни потреби. Од тука можам да им порачам на нашите граѓани да бидат спокојни. Пари за плати, пари за пензии, за социјални трансфери, пари за здравство ќе има. Зошто велам дека ова представува пример како треба да се носи еден буџет? Затоа што при изработката на буџетот, владата на Република Македонија отвори една широка расправа, јавна дебата, заедно со експерти, како од сферата на финансиите, преку представникот на Министерството за финансии, лично министерот ги елаборираше своите проекции и политиките во областа на буџетот, така и со присуство на представници на граѓаните, на стопанските комори, со учество на синдикатите, граѓански здруженија и така натаму. Дебатата што беше отворена во јавноста, впечатокот е дека граѓаните се желни за вакво отворено дебатирање за толку суштински документ и навистина беше поздравена како исчекор во промените кои што ги донесе владата предводена од премиерот Зоран Заев. Она што исто така е важно да се истакне дека, како и моите колеги што рекоа, не би сакала да се повторувам, дека има кратење на непродуктивните трошења, што е уште еден показател дека секој денар ќе биде домаќински, рационално трошен на граѓаните на Република Македонија. При проекцијата на буџетот се водеше сметка за реалните макроекономски очекувања, согласно очекувањата кои што беа проектирани од Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка. Така да за процентите за економски развој јас не би сакала да говорам, само треба да се напомене дека стабилната ситуација во земјата им гарантира поголема доверба на инвеститорите да инвестираат во Република Македонија. Особено е важно да инвестираат и приватните инвеститори, затоа што на тој начин ќе се зголемува вработеноста, а преку зголемување на вработеноста, зголемување на платите, ќе се зголеми и приватната потрошувачка, со што се гарантира ниска инфлација. Тука ќе прекинам околу општите показатели за буџетот и би сакала да дискутирам за она што представува конкретно моја специјалност. Ќе зборувам за здравството, затоа што сите мои колеги зборуваат за другите показатели во буџетот. Здравството представува еден од ресорите на кој што се темели социјалниот мир и стабилност на секое општество. Истото се однесува и за Република Македонија. Тоа представува еден од ресорите кој што има многу голем буџет кога се зема во предвид целиот колач, односно износот на буџетот на Република Македонија, кој што оваа година е проектиран на 3,4 милиарди евра. Значи, самото здравство, парите се поделени во два дела. Во Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, каде за оваа година е планиран буџет од 465 милиони евра и пари за буџетот на Министерството за здравство, кои што се проектирани на 107 милиони евра. И сега, кога направиме споредба во однос на претходната година, значи во Фондот за здравствено осигурување имаме зголемување на буџетските средства за 2018 година за 17,7 милиарди евра, додека пак во Министерството за здравство зголемувањето е 11,48 милиони евра. Тоа збирно, кога го собереме, излегува 29 милиони евра повисок буџет, односно некаде околу 6% по проценките како ги пресметав парите.
Зашто ќе се трошат парите во сферата здравство? Министерството за здравство ги планира средствата за превентивни и куративни програми, односно средства за превенција, за спречување на болести и несакани последици врз здравјето на граѓаните, меѓутоа и средства кои што ќе се користат директно за лекување на веќе настанати болести кај граѓаните. Имено во средствата за превентивните програми се предвидуваат средства за постоечките програми, меѓутоа износот ќе ви го читам како што се наредени во предлог буџетот. Односно, за превентивни програми се планирани 481 милиони денари. И ова година ќе има средства за активна здравствена заштита за мајки и деца, кои се проектирани на 17 милиони денари. Повторно продолжуваме со превентивните програми за превенција на кардиоваскуларни болести, во износ од 25 милиони денари. 24 милиони денари се предвидени во програмата за превенција на малигни заболувања. Сите вие знаете колку е ова важно, затоа што после кардиоваскуларните болести, малигните заболувања представуваат втора најважна причина за високата смртност на населението во Република Македонија. Оваа година со заминувањето на Глобал фонд имаме обврска да ги зголемиме средствата од основниот буџет за превентивните програми, односно за одржливо финансирање на програмите за спречување на ХИВ-СИДА, и тие средства се зголемени од 73,6 милиони денари колку што беа минатата година на 106 милиони денари во предлог буџетот за 2018 година. Повторувам, ова се средства кои што се целосно обезбедени од основниот буџет на Република Македонија, затоа што веќе немаме донации, како што беше порано ситуацијата со присуството на Глобал фонд во Република Македонија. Истото се однесува и во превентивната програма за туберкулоза, затоа што по заминувањето на Глобал фонд од минатогодишната проекција 25 милиони денари за превенција на туберкулоза, оваа година ставката е зголемена на 30 милиони денари. Минатата година бевме соочени со ситуација да беа кратени средствата за задолжителна имунизација на населението, односно за вакцини. Оваа година, согласно искуството од минатата година, имаме зголемување за цели 25 милиони денари во оваа програма, така да вкупниот износ на програмата за задолжителна имунизација на населението е проектиран на 205 милиони денари. Понатаму ќе одам на куративните програми во склоп на буџетот на Министерство за здравство, кој да повторам изнесува 107 милиони евра. Тука се предвидени програми за здравствена заштита пред се зголемување. Ќе ги читам програмите каде што има зголемување за лицата со душевни расстройства, и тука имаме зголемување од 12 милиони денари и сегашниот износ ќе биде 47 милиони денари за овие лица. Имаме зголемување и во програмата за здравствена заштита на лицата со болести на зависност. Овде зголемувањето е за само 7 милиони денари и изнесува 79 милиони денари. Ова 7 милиони денари може би вака претворено изгледа малку, меѓутоа представува вистински придонес за граѓаните, затоа што тоа се некаде околу 110.000 евра, кои што представуваат вистинска финансиска инекција во подобрување на услугите кон овие граѓани. Минатата година имавме недостиг за средства во програмата за третман на лицата со ретки болести. Ние како социјалдемократи и во програмата изборна и во владината програма се залагаме за посебна грижа за лицата со ретки болести, чиј број секоја година се повеќе и повеќе се зголемува, и како парламентарно мнозинство сакаме да направиме нешто повеќе за подобрување и олеснување на животот на овие лица, пред се во навремена и квалитетна диагностика, затоа што навремената диагноза значи успорување на ретката болест, односно успорување на незиниот природен еволутивен тек и смалување на штетните последици, како и за обезбедување на лекови кои што се поприлично скапи и кои што во најголем дел се увезуваат. Во оваа програма имаме зголемување за 14 милиони денари и незината проекција за 2018 година е на 224 милиони денари. Сепак најголемо зголемување има во програмата за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните на Република Македонија, која е проектирано на 2 милиарди 353 милиони денари, и тука има зголемување за 361 милион во однос на претходната година.
Во предлог буџетот за 2018 година има намалување на средства само во една програма, која што ние како тогашна опозиција и како ново парламентарно мнозинство ја критикувавме и тоа го ставивме во закон, а тоа е во програмата за едукација на медицински персонал и лекари. Не сакам да бидам погрешно сватена, се кратат цели 10 милиони денари за патни трошоци, за патни дневни расходи, за така наречениот здравствен туризам. Вие многу добро знаете на кој начин се вршеше едукацијата во странски болници, со кои што нашето министерство имаше договор, едукација кои што траја само 1 месец, каде нашите колеги доктори беа оневозможени да учествуваат и физички во изведувањето на процедурите заради отсуство на лиценца со која би можеле да бидат акредитирани во таа држава, така да ова за нас беше непотребно и непродуктивно трошење на средства за едукација. Сметаме дека едукациите можат многу квалитетно да се завршат во земјата или пак за колегите кои што ќе патуваат во странство, тоа нема да биде толку краток престој, туку ќе биде од 3 до 6 месеци согласно потребите од специјалноста за која што ќе одат на доусовршување. И вечната дилема околу тоа дали ќе има или нема да има пари за инсулини, сакам да им порачам на пациентите кои што се на инсулинска терапија, дека оваа година куративната програма, односно програмата која што предвидува средства за инсулин е зголемена за 58 милиони денари. Односно, во однос на претходната година, програмата се зголемува за скоро 10% во средствата предвидени за инсулин. Со тоа што, како што кажав на пленарна седница, набавката на инсулинот се обавува со тендери кои што се објавуваат еднаш на 2 години и актуелниот тендер е спроведен од претходната власт и истекува заклучно со август. Околу, морам да кажам пред граѓаните на Република Македонија, дека сите недостатоци што беа околу квалитетот на инсулинот и иглите, мерачите на крвен шекер, ќе бидат предмет на кој што ќе се отвори дополнителна дебата и особено начинот на кој што беа набавувани инсулини и една многу важна дилема која што се отвори во јавноста околу паралелниот увоз. Вие сте сведоци за сето тоа што се говори во јавноста и во медиумите, за сите недостатоци на овој начин на набавка на лекови под изговор дека ќе добиеме наевтини лекови. Наевтиното во здравството представува показател за најлош, затоа што краткорочно ќе заштедите некој денар, меѓутоа долгорочно последиците по здравието и лечење на компликациите од лошиот квалитет на лекови и медицински помагала има далекосежни последици по семејствата, индивидуите, меѓутоа и кон целото општество. Понатаму ќе говорам за капиталните инвестиции во здравството, нешто што е многу значајно, затоа што представува темел за градење на здрави политики, затоа што многу е битно да се имаат инфраструктура во здравството, да има квалитетни здравствени установи, секако опремени со современа опрема која што ќе прати здравствената технологија. За капитални инвестиции оваа година се проектирани 1,8 милиарди денари и тоа во однос на претходната година представува зголемување, затоа што минатата година во евра околу 30 милиони евра, оваа година 30 милиони евра се предвидени за капитални инвестиции во здравството, а минатата година беа само 23 милиони, што значи 7 милиони евра повеќе за инвестиции во здравството. Тоа се капитални инвестиции кои што се поделени во различни програми и по делови, пред се програмата за реконструкција и доградба на јавни здравствени установи во Република Македонија. Ова година е проектирана на 239 милиони денари. Тоа се средства кои што се планирани за реконструкција на постоечки, доградба на постоечки објекти, како што се во планот специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид, понатаму завршување на градежните активности во општата болница во Прилеп, продолжување, меѓутоа не и завршување на градежните активности во болницата во Струмица. Конечно, 2018 година треба да завршат градежните активности за линеарниот акцелератор кој што треба да биде во склоп на болницата, градската општа болница 8 септември во Скопје. Ќе се продолжи со реконструкција на јавната здравствена установа Универзитетска клиника Свети Наум Охридски во Скопје, општата болница во Куманово, како и реконструкцијата на општата болница во Гостивар. Програмата за реконструкција на општата болница во Кичево и оваа година предвидува средства во износ од 68 милиони денари, со кои што се предвидува да се заокружи само првата фаза
од реконструкцијата на оваа болница. Реално, тука ќе има и дополнителна втора фаза, каде што треба да се дозавршат одделенијата кои што се предвидени со проектот за оваа болница. Понатаму, најголемата капитална инвестиција во здравството секако представува програмата за изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип. За оваа програма се предвидени инвестиции во вкупна вредност од 1 милиарда 251 милион денари, кои што се наменети пред се за да се продолжи изградбата на Штипската болница согласно утврдената динамика од страна на Министерството за здравство и потребно е во 2019 година оваа болница, конечно клиничка болница, да биде завршена. Зошто е важно изградбата на клиничката болница во Штип? Затоа што тоа представува клиничка болница која што покрива повеќе од 300.000 жители во источниот регион, представува еден многу важен капитален објект во здравството, кој што ќе ги растерети прво универзитетските клиники во Скопје од притисокот на пациенти од Источна Македонија, а од друга страна ќе им голесни пристапот на граѓаните од Источна Македонија до врвна болничка услуга која ще се пригужа само на терцијарно ниво, а сега ќе им биде достапна во клиничката болница во Штип. Во оваа програма за изградба на клиничката болница Штип и Универзитетскиот клинички центар имаме планирани повеќе 681 милион денари во однос на претходната година. Средствата ќе бидат обезбедени не само од основниот буџет, туку и средства по основ на заеми, односно кредити, кои што ќе бидат обезбедени од Банката за развој при Советот за Европа. ПЕТ центарот во Скопје исто така спаѓа во капиталните објекти во здравството, меѓутоа неговата изградба е завршена, почна стандардизацијата и мислам дека веќе почнати и со работа, но останува во проекцијата за капитални инвестиции во здравството да се наменат 53 милиони денари, кои што ќе бидат користени за враќање на доспеаните побарувања од страна на изведувачите на изградбата на овој објект. Ова година имаме зголемување и во програмата за изградба на амбуланти во рурални подрачја. Минатата година беа предвидени само 100.000 денари, а оваа година се предвидуваат цели 3 милиони денари. Што значи ова? Ова значи да се приближат јавните здравствени установи, односно амбулантите до секој граѓанин кој што живее во рурално подрачје на територијата на Република Македонија. Многу е лесно граѓанин од Скопје да стигне до амбуланта. Меѓутоа, верувајте, воопшто не е едноставно на моите сограѓани, жители на Малешевијата, кои што патуваат 20 километри во услови кога зимските температури знаат да се спуштат до 30 степени под нулата, за да стигнат до првата амбуланта. Точно овие средства треба да го олеснат пристапот до квалитетна и континуирана здравствена заштита на граѓаните од руралните подрачја. И сега понатаму имаме уште една програма која предвидува поприличен број на средства, односно 221 милион денари. Тоа е програмата со која што се планира обезбедување на опрема за потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија. Тоа значи купување на нова, квалитетна опрема, која што некако што беа досегашните искуства да стои нераспакувана по подрумите, да и поминува гарантниот рок и да не биде ставана во функција, туку квалитетна опрема за ставање во функција за потребите на граѓаните на Република Македонија и исплата на побарувањата од онаа опрема која што досега беше набавена. Јас во еден од своите настапи споменав дека има побарување од половина милион евра на Универзитетската клиника Свети Наум Охридски за опрема која што е набавена 2014 година. Значи, пола милион евра побарување за да се отплати долгот за опрема која што е купена во далечната 2014 година. Така да, ова се реалните проекции на буџетот кој што се однесува во сферата здравство. Не би сакала да се повторувам со моите колеги, меѓутоа како пратеник кој што доаѓа од Малешевијата, од една рурална средина, би сакала на моите сограѓани да им порачам дека во предлог буџетот, како што спомна некој од моите колеги, предвидени се средства за изградба на регионалниот пат Берово-Виница во должина од 7 километри. Тоа ќе значи сериозно подобрување на овај патен правец и побрзо и поквалитетно патување на граѓаните
на оваа делница, како и предвидени средства за делницата Пехчево-Делчево во должина од 15 километри, што исто така представува многу добра мерка, односно многу квалитетно трошење на народните пари. Исто така, како мојата претходна говорничка, колешката Прентовиќ, сакам да им порачам дека пари за субвенции ќе има, треба да се вложуваат средства во земјоделството, да направиме едно квалитетно земјоделско производство, да се инвестира, субвенционира во повеќе годишни овошни насади, она што представува примат во Малешевијата, меѓутоа и да се зголеми сточниот и добиточниот фонд, кој што представуваше главна производствена гранка за граѓаните во Малешевијата. Јас ви благодарам.